Една од главните столбови која бара итна интервенција за точно и прецизно дефинирање, за да може во иднина да произведе правилни одлуки, без влијание на политиката и партиските преференции, е правниот систем кој ги вклучува сите судови и јавното обвинителство. Недозволиво е дури и ден денес судовите да постапуваат со двојни стандарди, ги толерираат и ги милуваат македонците, додека ги казнуваат и ги тероризираат албанците. Како е можно еден млад човек во еден контролиран протест само за тоа што ги скршил прозорците на судот, за да искаже револт кон неправедните одлуки во монтираните политички случаи, да биде осуден со 3 години затвор, додека од другата страна насилниците на пратениците во случајот на 27 април се оставени на домашен притвор или не се осудени со никаква прелиминарна истражна мерка. И ова не се случува за прв пат. Подсетуваме дека и порано младите албанци, кои нацртаа графити или кои се злоупотребува за нечии лични политички интереси во протестите на Скопското кале, или кои учествува во организирани протести за заштита на достоинството на албанците. Исто така беа осудени од истите политизирани судови во екстремно партиско влијание. Затоа движењето БЕСА смета дека на овој неправеден систем и треба итно и целосно редефинирање, за да се врати професионалноста и за да се ставаат во одредени позиции соодветни луѓе, кои нема да судат врз етничка и верска основа. Ние инсистираме за да се формира еден систем кој воспостави современи стандарди во администрацијата, на правдата и кој конечно со неговото редефинирање ќе го искорени комунистичкиот менталитет на функционирање на поранешната Југославија во однос на албанците. Значи, со самото присуство на нашите пратеници во Собранието на Република Македонија, ние го легитимиравме, значи, председателот на Собранието. Нашите ставови досегашни беа за конкретно за лицето Талат Џафери, не за позицијата председател на Собрание албанец. Значи, Централниот совет на движењето БЕСА одлучува за тоа. Нашите ставови до сега беа многу јасни. За наредните ставови ќе одлучуваат надлежните органи на партијата. Значи, немаме став за тоа. Треба најпрвен да одлучиме дали ќе бидеме дел од владата, па потоа ќе се договориме и за деталните функции.